да одржиме средба со Сдруженијето на градежници, се со цел да отворено ги слушнеме нивните проблеми и потреби кои што ги имаат од новата влада. Ние сме отворени за соработка, ќе дадеме сериозна поддршка на сите и да ги слушнеме уште еднаш нивните барања поврзани со законските измени кои што треба да следуваат во натамошниот период и се разбира сите потреби кои што ги имаат, се со цел да новата реформска влада реализира што е можно поголем број на капитални инвестиции. Затоа сметам дека сите средби кои што и понатаму ќе бидат организирани и од ресорот транспорт и врски, но и од владата на Република Македонија, ќе биде една единствена цел како што можеме понатаму се повеќе и повеќе се разбира да ја развиваме Република Македонија. Во моментов со сите разговараме околу таа работа, вклучително јавното претпријатие за државни патишта, надзорните органи, тука се и фирмите, се со цел да ги надминеме овие проблеми кои што се јавени, бидејќи станува збор за сериозни проблеми, барем она што го имам како увид во овие 3 недели како министер за транспорт и врски, и се надеваме дека во најбрз можен период ќе изнајдеме решение се со цел да тие проблеми бидат надминати. На барање на Сдруженијето за градежништво при Стопанска комора на Македонија, денес гостин е министерот Сугаревски. Планираме како здружение да му ги представиме нашите видици за моменталните состојби во градежништвото. Планираме да го запознаеме со сите оние работи кои здруженијето ги работело во минатите години и планираме да ги слушнеме на новите насоки на новата влада, во тоа како би се движило градежништвото понатака, што да очекуваме и кај би можеле ние тука да се најдеме, да помогнеме, сугерирајќи на законот, сугерирајќи на одредени законски регулативи и се што може како комора да действуваме. Значи денес имаме прва средба, на наша покана министерот пројави интерес, денес е тука, очекуваме да видиме како ќе протече седмицата, потоа може да знаеме во кој насоки ќе одиме. Тука ќе бидат денес разговарани проблемите во врска со законот за јавни набавки, проблемите со законот за градење, многуте измени во законот кои се случија минатите години. Ќе биде отворен проблемот за моментално стопираните активности на градежниците, каков е планот на владата, затоа што ние како застапници на правата и застапници на членовите кои ни се дел од здруженијето, мислиме дека некој треба да биде заштитен и во овој смисол. Значи не само да се запират зградбите, туку треба да мисли некои на оние фирми кои работат и кои екзистираат и луѓето кои земаат владата.